Општина Тетово оддаде признание на луѓето кои со својата работа и активности го одбележаа живеењето во градот Потчара. 3 март, денот на општината, беше одбележан со свечена седница на Советот на општината, на која 39 луѓе добија плакети и признанија како знак на благодарност за нивниот придонес во афирмацијата на Тетово. Најбројни беа од медицинскиот персонал, како луѓе кои со својата несебична работа овозможиле подобро здравје на голем број тетовчани. Општината на 11 доктори и медицински сестри кои се грижат за здравјето на граѓаните им додели признание со порака дека овдешната заедница ги цени нивните професионални ангажмани. Клубовите и спортистите кои ги полнат витрините со пехари и го носат името на Тетово на меѓународните терени беа следните по број кои добија признание за своите спортски дострели низ светските меридијани. Тетовчани во градот донесоа голем број златни медали, први места и освоени турнири, а низ светот оставија трага дека во градот Потчара постои голем спортски дух. 2025 година прво златни медал освоив у Кукуш, Грчка, таа имав 3 борби и 3 победи. После тоа почнав полупрофесионално да се борим. Се борев у Србија, у Врање, имав една борба таму, победив и година 2026 година се борев 15 февруари во Грчка, у Вероја, кај што извоев 2 победи и мислим успехот добра ќе ми се покаже на следните борби. Година ми се дека имам доста такмичења, тренирам повеќе и се надевам се такмичам на светско првенство. Како шампиони на Македонија минатата година на квалификациониот турнир и учествував на квалификациониот турнир за Лига шампиони. Првиот турнир беше во Скопје квалификациите, таму го освоив првото место, пред што се квалификувавме за втора рунда. Вториот турнир беше во Белгија, каде што беа 30 најквалитетни екипи во Европа, таму не подминавме баш добро, меѓутоа успехот за македонскиот женски фудбал е на најголемото клупско надпреварување, е најголемиот успех у историја на женскиот фудбал. Некоја женска екипа да пројде група, тоа до сега не се случило. Ние минатата година имавме прва победа по 13 години, а оваа година прв пат и пројдовме група. Не беа заборавени ниту луѓето креативците кои го чуваат духот на градот преку пишаниот збор, музиката, ликовното творештво, образованието. Оддадена беше почит и за оние кои со својата хуманитарна дејност несебично помагаат кон подобрување на квалитетот на секојдневниот живот. Комисијата за распределба на наградите и признанијата заврши одлична и многу тешка работа, бидејќи тешко да се избере меѓу многу жители на Тетово кои работат за општото наше добро. Денес на ова листа се наоѓаат ветерани во образованието, лица од разни области, лекари, спортисти, луѓе од уметноста и културата, занајчи, новинари и други профили. Ги повикувам сите наши граѓани секојдневно и посветено да придонесуваат за понапредно општество и за поубав и понапреден град. Да продолжиме заедно да градиме поразвиена, помодерна и побезбедна општина. Со животот и меѓусебната почит во нашата мултиетничка средина нека биде пример и за другите. Ве благодарам и нека ни е честит денот на општината. Општина Тетово го одбележува 3 март 1992 година, ден кога е конституиран првиот повеќе партиски совет на општина Тетово. Денешниот датум, 3 март, официјално започна да се одбележува од 2003 година.